Почитувани медиуми, ви благодарам за покажаниот интерес за денешната пресконференција, односно веќе од серијалот пресконференции кои што се однесуваат на така наречената афера Лизгалиште. Како советник побарав документи кои што ќе ни го оправдаат, односно ќе го оправдаат гласноговорникот на Лизгалиштето, секретарот, поранешен припадник на ВМРО Народна партија Димитар Спасевски, но не ми беше одговорено на истото како советник, затоа како граѓанин поднесов формулар со пристапна информација од јавен карактер, што пред неколку денови добив некомплетна документација за проектот Лизгалиште која што ја побарав, документи кои што се во колизија едни со други, и меѓу другото еден документ кој што денес ќе го презентирам, кој што според мене, а не според мене како што е документот, нема архивско бројче, нити датум. Дека секретарот можам одговорно да тврдам ја манипулирал охридската и македонската јавност генерално за проектот Лизгалиште, кога зборуваше за моето неприсуство и неодговорност на седници. Моето присуство е потврдено со евидентните листови во благајната на општина Охрид. Меѓу другото, секретарот потврди, зборуваше, се извинувам, не тврдеше, зборуваше дека Лизгалиштето е поминато како урбана опрема на седниците од Советот. Почитувани, во одлуката за урбана опрема, донесена од нас и во измените на дополнувањата, тоа го нема. Ќе ви ги презентирам на новинарите, слободно и секретарот нека најде. Меѓутоа, во меѓувреме, веројатно свесен дека не се откажувам, продолжувам во расветлување на вистината, го добив овој документ од службите, одговорните, односно од лицето одговорно Ложанковски кој што пратил документацијата, знаејќи дека не е поминато на Совет како урбана опрема, се повикале на стара одлука, кога градоначалник бил Александар Петревски. Тоа е 31.5.2012 година. Дека тогаш Лизгалиштето е како урбана опрема. Ве молам, ова може да ги погледнете датумите. Секретарот се повикува на одлука од 2012 година. Ајде што се обидел да се повика на оваа одлука и да оправда тоа што тврдеше дека е поминато на седниците на Советот од кога Дијан Балажевски е советник, заборавил дека според член 5 од новата одлука која што ја донесовме, зборуваме овде за аргументи и факти, членот 5 вака пишува: со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за продолжување на важноста на програмата за поставување на урбана опрема од 2012 година. Што значи се повикал на неважечка одлука. Ова е сериозно манипулирање со јавноста и со граѓаните на овој град. Меѓу другото, почитувани, во исти ден изготвено е одобрение и извод за поставување на Лизгалиштето како урбана опрема. Самиот извод сакам да ви го презентирам. Погледнете, ова што е со црвено подцртано, тоа е дека според програмата предвидена е презентација на лизгалски спортови. Ова никаде го нема и затоа барам одговорност од јавниот обвинител од тој што го одобрил, односно од раководителот на одделението од секторот за урбанизам и заштита на животна средина. Зошто тврдам дека не е презентација на лизгалски спортови? Затоа што според договорот кој што е, односно според спогодбата за деловно техничка соработка, членот 7 вака зборува: Доел, фирмата не сакам да именувам, знаете кој е, има право на комерцијално користење и продажба на билетите во термини кои не се опфатени за потребите на општината. Почитувани, тоа значи че има комерцијално, не може да станува збор за презентација. Тоа го зборува и членот 7, а и членот 1 кој што јасно кажува дека предмет на оваа спогодба е регулирање на меѓусебни прави обврски помеѓу спогодбените страни во врска со поставување, потенцирам сега, на рекреативно лизгалиште на мразна градска плошта. Никаде во договорот не се споменува презентација. Во меѓувреме, почитувани за презентација, вие треба да имате договор за закуп на јавна површина. Барајќи ми јас документи, заглавувајќи секретарот во тој лавиринт, кога предвадена дрско ме одби да ми достави како на советник документи, морав да поднесам барање дека бев одбиен. Погледнете го датумот на 20 бев одбиен од секретарот и заверено во архива, да добијам дали има направено ако урбана опрема решение за комунална такса. Овде пишува дека е презентација, во меѓувреме секретарот веројатно наседнал па изготвил решение за комунална такса. Јас сум горсто издействував барем на сметката на општина да легнат 100.000 кусур денари со ово моје действување во поглед на намалување на долгот. Ова е таа колизија на документи за која што ви зборував и она што еден документ со друг се судира.
Двоецот Спасевска Здравески, обратно се извинувам, Спасевски Здравеска и Ложанковски, кој што ми го пратил овој документ, бараат поставување на лизгалиште. Ево го документот, слободно може да го сликате. Бараат да се постави лизгалиште. Одобрила сопругата со висок просек Ирена Здравеска, дозволил поранешниот член на Народна партија Димитар Спасевски, секретар. Ево ги подписите, сакам овој документ да го видите. Го повикувам јавниот обвинител за документов кој што ми е доставен, да поведе постапка за Димитар Спасевски и Ирена Здравеска. Затоа што ми има доставено документ, доставен ми е документ кој што нема архивско бројче и датум. Ви го презентирам како документ и сакам да го виде јавноста. Во меѓувреме сакаше да зборува за образ, честност, споменуваше нечиви фамилии, некои кои што со дете ни градели имидж. И уште од овде апелирам, не може да ми одговори за ништо затоа што и братучеди, и мои браќа, роднини и сестри да работат, јас не сум на позиција, не вршам никаква злоупотребна службена должност. Многу прашувам сега. Ја донесовме Здравеска со преземање заради високиот просек и ја ставивме заменик и раководител во ЛЕР. Сакам да прашам дали со завршувањето на договорот на хигиеничарките во Свети Климент Охридски, во каква врска е нова примената хигиеничарка, која што не се води затоа што е невенчана сопруга на стрикото на Ирена Здравеска. Јавно го прашувам во каква врска е со Гордана Блажевска. Да, нека се позабави со ова презиме и нека одговори дали има образ, она како што викаат отчетно и умно, пред своето членство првенствено, кога се наместиле по фамилии и парафамилии, да зборува за нечив образ и за нечија честност. Барам од градоначалникот, верувајќи во демократскиот капацитет кој што го поседува, а и граѓанскиот аспект, да го разреши секретарот, или му предлагам на Димитар Спасевски да си поднесе првенствено морална, од морални причини, оставка, а јавното обвинителство барам да го разгледа документот на кој што двоецот одобрил Ирена Здравеска, подпиша Димитар Спасевски. Во меѓувреме, може би ако се реши да се замени, нека ми одговори во каква релација е со Гордана Блажевска, ангажирана од кога е секретар.